Основа за разликување на човекот од другите суштества е трудот и неговите резултати. Работењето има своји вредности и морал, а тие се ангажманот да не се биде мрзлив, да се внимава на природата кога се произведува, да се работи предано и квалитетно, да се прават потребни и ефтини нешта. За добро функционирање на економијата и општеството потребна е соработка и доверба. Економијата значи обезбедување на живеачка, организирање на производството, размена и потрошувачка, создавање и ширење на имотот, заработување, трошење, инвестирање. Главни цели на економијата се користа и успехот. За остварување на тие цели потребна иницијатива, а тоа представува размислување и ангажирање за да се направи нешто подобро. Големите задачи на етиката би представувале одвивање, развивање и успех на економијата. Во економијата можни се и загуби, а тие се израз на недобро снаоѓање, лоша проценка и неуспешно работење. Елементи кои во економијата имаат етичко значење се иницијативата, добро планирање, работење, иновативноста, правилната организација, соработка, човечките односи, добри, модерни и потребни производи, успех и заработка. Во текот на целото работење потребно е да се действува во духот на етиката, со почитување на својата работа, на соработниците и клиентите, бидејќи во спротивно набрзо ќе останеме без работа, соработници и клиенти. Доколку човекот не действува и не ангажира својата физичка и психичка енергија, лесно се препушта на неморал. Противставени вредности во економијата би биле потребно и корисно спроти непотребно и некорисно. При работењето, честноста во работењето повеќе се цени од личната честност во обичниот живот. Например, доверливоста на банките во Швајцарија. Етичката вредност лојалност представува верност, преданост, честност и исправно действување. Кооперативноста представува желба и способност за соработка.